Владата ќе мора да го испочитува подпишаниот договор за набавка на 8 хеликоптери од италијанскиот Леонардо и покрај тоа што конечната цена е висока. Министерот за одбрана Мисајловски вели дополнителни тимови ќе работат за спроведување на набавката, но истовремено ќе чекаат и антикорупцијската комисија да ги заврши проверките дали законски е склучена набавката и информациите да ги достави до нив како засегната страна. Имаме подпишан договор кој чини навистина премногу со Леонардо за пристигнување на 8 хеликоптери. Еве веќе вчера имавме еден состанок со амбасадорот и со новото аташе и со старото кој замена, разговаравме за повеќе работи. Сега треба да се формираат дополнителни тимови каде што ќе започне оваа постапка за да се почитува договорот, иако мислам дека знаете дека имаше една приставка од ДКСК. За овој предмет се уште немаме добиена информација, ако може оваа прилика да ја искористам, да повикам да се разгледа повторно таа представка и да стигне до нас, бидејќи сакаме да знаеме што се случува во минатото. Контроверзниот договор со италијанската компанија Леонардо беше склучен на 100 дена пред изборите, но тогашната министерка Петровска тврдеше дека се било според закон. Набавката беше сомнителна бидејќи на тендерот биле пријавени други светски компании за да ја испорачаат на Македонија хеликоптери, но сепак изборот паднал на италијанската, иако цената е превисока. Во однос на воената помош за Украина стигнало ново барање до Македонија да ја испрати помош. Прво ќе се направи проценка на она што сме дали и како што рече Мисајловски, одобрувањето наскоро ќе се најде на владина седница. Мислам дека многу скоро ќе биде на седница на влади, иако чекав сите да министрите да добијат безбедност сертификати, бидејќи ова треба дел од овие информации се со доверлив карактер, набрзо ќе се пушти таа информација и ќе се обзнани што дополнителна опрема ќе се дава, но таа опрема е вака директно да кажеме од претходната опрема што се давала, дел од тоа што останава дополнително да се предаде, но што е многу важно да се направи во овој период што не е направено изминатите години, е целосна проценка на она што е дадено. Одбрана ќе почне и со планирање на буџетот за следната година. Министерот очекува да бидат обезбедени 2,3% од БДП за македонската армија.